Нови 2000 работни места, како и голем број индиректни вработувања преку соработката со локални компании, ќе овозможи отварањето на фабриката на Гентерм во Прилеп, американска инвестиција од 20 милиони евра. Изградбата на фабриката е во завршна фаза и во март ќе почне со производство на технологија за затоплување и разладување за автомобилски брендови како Porsche и BMW. Покрај ова, премиерот Груевски најави дека наскоро во зоната во Прилеп ќе има уште една инвестиција на германската компанија Акомпласт. Оваа компанија исто така произведува автомобилски делови и истата веќе регистрира своја фирма во Македонија. Договорот за инвестицијата е во финална владина процедура и многу скоро и оваа компанија ќе почне да ја гради својата фабрика токму овде во оваа зона. На тој пат продолжуваме да работиме и со други заинтересирани инвеститори и не само во зоната во Прилеп, туку и за сите други региони низ Македонија. Минатиот месец ја пуштивме новата фабрика на Маккарт во Велес. Key Safety Systems веќе гради во Кичево. Диатек наскоро започна со производство во зоната во Скопје. ОДВ Електрик ја гради својата фабрика во зоната меѓу Струга и Покрај овие вчера беше потпишан договорот за изградба на фабриката на италијанската компанија Монтанте, а за неколку дена Груевски го најави отварањето на фабриката на Капком во Тирс, Скопје. Гентерм, инвестицијската дестинација, ја бирала меѓу повеќе земји. Било одлучено да се инвестира во Македонија заради квалификуваната работна сила и одличната деловна клима. Јас добро се сеќавам на уверливата презентација за Македонија што ја направи Александар Николски во нашата компанија Водлхаузен. Сепак ние интензивно разгледувавме и други земји како Романија, Бугарија, Србија, Мароко и Унгарија. Причината поради која ние одлучивме да дојдеме во Македонија беа квалификациите на луѓето што ги интервјуиравме и професионалниот однос на представниците на владата на Македонија. Имавме интензивна конкуренција. Менеджментот на компанијата разгледува неколку опции во неколку земји, но работејќи интензивно со неколку институции, посветено и успешно одговоривме на потребите на нивната инвестициска динамика. Компанијата веќе има вработено 350 луѓе и тие се обучуваат во фабриката во Украина. Реализираме проект кој што на сите средби со вас, граѓаните на Прилеп, беше истакнуван како една од најголемите потреби за градот Прилеп. А тоа е вработување за луѓето во Прилеп, за младите и за сите оние кои што имаат знаење и квалификации да најдат работно место во новата фабрика што овде е почната да се гради. Зоната во Прилеп е со површина од 68 хектари и ја сочинуваат 23 градежни парцели. Компаниите се повеќе не го гледаат само Скопје како опција, туку се почесто се лоцираат во градовите во внатрешноста на Македонија, што е многу важно за развој на инфраструктурата на слободните зони, како и допринесување кон рамномерниот регионален развој. Покрај постојните 14, премиерот најави основање на уште 3 нови технолошко-индустријски развојни зони во Куманово, Липково и во Маврово Ростуше, со цел странските инвестиции да се распоредат низ повеќе региони на државата.